се подразбира. Овој пат за жолтите елеци, кои почнаа со протестите лани во ноември во Франција. Од прилика вака изгледа еден жолт елек во Франција. Носат прслуци, затоа што протестите почнаа со блокади на улиците, а во Франција законска обврска е да се носат прслуци, како прочем и секаде, кога имате проблем на пат, за да не настрада некој. Меѓутоа, тие жолти елеци, тие жолти прслуци станаа синоним на протестот и веќе каде има протести, сите ги ставаат, ги облекуваат за да символизираат протест, за да символизираат решителност на луѓето кои бараат нешто од владите, кои одлепија толку многу високо што не може да го слушнат гласот на народот. Но пред да се појават жолтите елеци, интересна година беше 2018. 2018 година беше година на протести. Немаше делче во Европа каде што не се протестираше. А во Велика Британија почна еден протест на кој беше објавена новата револуција во Европа, односно револуционерната 2018 година. Но како почна 2019, ништо чудно ова да биде една од клучните години во Европа. А ова е токму 100 годишнината од Париската мировна конференција, многу значајна не само за Европа, особено за нас, македонците. Кат. Значи протести во Европа, во секое ќоше. Протестите практично ја сменија европската матрица и тероризмот го истиснуваат во заднина, на прв план излегуваат социјалните барања. Европа бара социјална правда. Ете и 2019 почна со протестите на жолтите елеци. Les Gilets jaunes на француски. Се проширија во Белгија, Холандија, Шведска. Протест има во Германија. Протест има во Србија. Крвавите кошули. Протести долготрајни има во Албанија. Се кренаа студентите, ги окупираа универзитетите, не излегуваат од кампусите, бараат социјална правда. Бараат Еди Рама да ги намали давачките за студирање. Не се знае како ќе заврши тој протест во нашето соседство. Во Грција пред неколку дена протестираа наставниците, незадоволни од начинот на кој ќе се вработуваат. Повторно социјални барања. Сите протестираат, се тепаат во Грција, само господинот Панос Каменос, додека се вадеа сабјите во парламентот, во една таверна си кркал рипче. Каменос во превод значи изгорен, изгорениот е секогаш гладен. Зошто се појавија жолтите елеци и кој е нивното значење? Жолтите елеци практично за прв пат по 68 година направија такви протести, ја превртеа земјата толку многу наопачки, што не се случило од 68 година. За жал, се бројат и жртвите. Некои од директните судири, некои индиректно од сообраќајните незгоди или нешто така. Една постара господја настрадала отфрлена граната со солзавец. 10, може би повеќе жртви има од овие протести. Жолтите елеци рекоа: не ја сакаме даночната реформа, не сакаме покачување на даноци за горивата. Па дури некој отида до тотаму што рекоа дека не го сакаме ни овој неоколониализам на Франција, сака да се ослободат земјите од француското влијание во неколку африкански земји. Значи една широка лепеза на барања, но за чудо досега ниту една партија не успеа да се залепи за жолтите елеци. Тие немаат партија, а се во коренот антимакроновски. Сакаат Макрон да си даде оставка, да има предвремени избори.
Значи, протести во Романија против Орбан и неговите социјални реформи. Не му ги сакаат. Протести во Романија против корупцијата. Протести во Бугарија. Секаде има протести. Речи си да нема земја во Европа која не е зафатена од некаков вид протест. Дали за клима, дали во Германија против десничарството и неонацизмот, дали во Австрија исто против неонацизмот. Европа се бунтува. Европа врие. Не може да се издржи овој огромен социјален јас. Еве, на пример, во Франција, сенаторката Шантал Жуано заработува 23.000 евра месечна плата, а треба да преговара како некој вид миротворец помеѓу владата и луѓето што протестираат. Кога слушнаа колкава е платата, тие им се крена притисокот. А сега замислете кога би слушнале колкава плата, например, имаше една наша Јана во МПМ која земала 25.000 евра, не жолти елеци. Не можам само да замислам како еден французин би реагирал кога би бил овде кај нас, каде што социјалниот јас е огромен. Не може да се измери, нема мерка за него. Имате плати по 5, по 6.000 дарки и плати по 200, по 300.000 денари. Страшно звучи тоа. Ете, огромен е социјалниот јас, мерките што се од владата предлагаат, а никако да се стават во функција, не се почитувани. Први реагираат пазарџиите. Токму денеска во петок, кога ја правам колумната, тие излегува на скопските улици. И нема да бидат само пазарџиите, затоа што гневот расте, а гордоста се распродава на народот. Тие повеќе немаат за што да се фатат. Протестот им останува како единствено средство за борба и да бидат видени. Не се само тврдокорните. Ќе се јават и нови шарени, ќе ги заменат старите шарени кои упропастија една многу убава идеја да се трансформира македонскиот општествен систем. Најважно е да се постават целите, како што тие што знаат да протестираат ги поставуваат, како што овие жолти елеци кои денеска тука ми прават друштво, знаат да ги постават своите цели и знаат да се борат за нив. Сигурно се успева, но како што деновиве сите ние зборуваме, за се треба да се има муда, не само жолти елеци. Order! Order! Sit, order! I know what I'm doing. Order! Order!